Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва со мене и со вас е директорот на Фондот за здравствено осигурување господинот Сашо Клековски. Добра вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Пред да започнеме со разговорот, да кажам две вести кои што сметам дека се доста важни. Едната е дека во куќен притвор наместо во вообичаен притвор се двајца екс-градоначалници на Кочани. Прифатена била нивната жалба, како и жалбата на поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат. Интересно, судот го прифатил барањето за куќен притвор за овие три лица, меѓутоа обвинителството има намера да се жали. Значи, ќе следи тука интересни моменти и сакам да спомнам уште една работа која што се појави буквално пред час, два, три, една грозна видеоснимка во која што извесен лик од Радоиш се снима на TikTok и ја малтретира тепа својата сопруга која што наводно е бремена. Тоа не може да се види на видеото, не можеме да го пушна видеото, од се разбира од оправдани причини. Се вели дека лицето веќе е приведено, меѓутоа тоа е уште еден доказ какви чудовишта живеат меѓу нас, почитувани гледачи, и моето мислење е дека таквите треба да бидат или зад решетки или во некоја друга соодветна институција, а не да се шетаат наоколу, меѓутоа тоа е што е. Добрата вест е дека дел од повредените од трагедијата во Кочани се враќаат дома буквално пред 2-3 часа, слетаа со авионот Мадрид, чинам, Да. и еден од Грција. Така беше, што е добро, меѓутоа пред нас е еден процес кој што ќе трае. Во тој аспект, значи, допрва треба да доаѓаат тие што се во странство од лекување и овие што се кај нас, со оглед на тешкотиите на некои повреди, тоа ќе оди со месеци, можеби и подолго. Да. Во основа целото зацелување, условно, ако можам да кажам, од трагедијата во Кочани веројатно ќе биде долгогодишен процес. И физичкиот и психичкиот дел од сето тоа. Гледајќи ги претходни случаи на тешки изгореници што сме ги третирале во странство, баш во Пирогов, болницата во Софија, почетните лекувања траеле 3 месеци, а траеле во неколку наврати до 2 години, затоа што вклучувале трансплантација на кожа и други третмани. Значи, изгорениците не се како било која друга повреда, бидејќи се во повеќе димензија, ако можем да кажем. Значи, едно е акутната опекотина, која во зависност од длабочината, односно степенот или обемот на опфатот, може различни последици да направи. Некои од повредените и се од 4-та категорија, така? Трета категорија. Трета категорија. Вдишните повреди, односно респираторните повреди, кои се топлотни, меѓутоа може да бидат само токсични. Најдоста се јавија пациентите кои нема никакви изгореници, ни надворешни, ни респираторни, беа само токсично изложени. Тоа значи отруени се? Да, на јаглиот моноксид и други гасови кои биле присутни на местото на пожарот. Значи, плюс травма, пошто дел од повредените се со скршеници, со контузии, со удрени, паднати и така натаму. И секако психолошката димензија на севкупната состојба. Ќе има пациенти со психози, со депресивни ситуации и така натаму. Тоа веќе го гледаме, го зборуваат психолозите. Значи, јас сакам да кажам дека ова не е се изгоре и значи, изгореници од пожар се многу различни од било која друга категорија на изгореници, да не кажам повреди. И таа комплексност бара доста комплексен пристап и дел од пациентите сигурно ќе бидат подолго лекувани. Дај Боже, сите да бидат живи и да се вратат што побрзо. Јас и напишав кога почна целата криза, велев сите повредени да бидат згрижени со соодветна здравствена заштита. Имаше недоверба тогаш. Сега велам птиците да се вратат на југ. Сите
сите поведени да се вратат дома. И целиот здравствен систем е фокусиран на тајна цел. Враќањето дома значи да обезбедиме услови за враќање дома, како што кога ги спративме поведените во странство, ги спративме во соодветни услови. Тие треба да се вратат па да бидат во болница кај нас, па потоа Сега уште еден пристигат процес. среднотешките случаи кои Среднотешките. генерално беа интоксицирани, затруени, и затоа е толку брзо се враќа, респираторната криза е помината и затоа се враќаат стоечки на нодзе и Долго гледаме, да, на снимките се гледа. така натаму. И затоа доаѓаат на нозе, условно да кажам. Ние се уште имаме пациенти кои се во критична состојба, кои се со висок интензитет и обем на изгореници, кои ќе бидат се уште извесен приоритетирани дома и надвор. Да. Околу овие луѓе, неколку мина, се ако не се лазам, кои се во критична состојба, знам дека се избегнува целиот разговор, меѓутоа, има ли информација дека кај нив има некое подобрување, бидејќи критична состојба луѓето, тоа значи дека тие луѓе се меѓу на линија практично. Има некоја информација дека има и кај нив нешто. Да, во акутната состојба, тоа е во неделата, условно да кажам, беа многумина во критична состојба. Збориме за луѓе што има и надворешни изгореници на кожата и што има и респираторни штети. Значи, висок степен, висок обем на изгореници на рацете, на лицето, изгорени дишни патишта, таму не беа токсични, мислам, токсичните се јавија подоцна, ама беа луѓето со изгореници на дишните патишта. Со голема изгорена површина, што е ризик сам по себе од сите овие други работи што ги кажувам, и морам да кажам дека исклучиво благодарејќи на брзата реакција во неколку брана, прво на болницата во Кочани Штип, на огромната пожртвованост на персоналот, таму да работат во екстремно тешки и критични услови, што резултира и во една жртва. Така е. Возачот на брза помош почина од болницата во Кочани. Во вториот бран се болниците во Скопје, Свети Наум Охридски, 8 септември и клиничкиот центар со повеќе клиники. Значи, ние во еден момент, мислам, на 7-8 клиники имавме сместено пациенти, иако главниот удар беше на ургентниот центар, со интензивната нега, на пластичната хирургија, неколку од хирургиите, детска хирургија исто беше место каде што се згрижува. И во основа, морам да кажам, ово се и болниците кои имат претходни искуства со справување со изгореници. Во 8 септември бил првиот центар за изгореници од времето на ЈЕНА, тој беше војна болница. Во Стара Градска или Свети Наум Охридски бил претходниот центар за изгореници. Најголем дел од персоналот се уште работи во тој, и секако на клиниката ги имаме клучните капацитети во пластична хирургија и во интензивна нега. Да ја спомнам и детската хирургија, каде што се справувале во минатото со изгореници кај деца. Но морам да ве прашам. Третиот бран беше... Да, ќе позборуваме за тоа. Имаше критики како тоа во Македонија нема центар за изгореници. А потоа беше дознаено дека и тој центар имал 2 или 3 кревета. И сега 4, добро 4. И сега во ситуација кога имаме вака масовна трагедија, тој и да постоеше, ќе завршил работа за четворица. Вака, значи капацитетите на здравствениот систем се планираат за редовни ситуации. Македонија во 4 години, зборам 21-24 имала 20 на потешки изгореници, лица со потешки изгореници. Тука вклучувам и пациенти кои што се комплексни, кои што се правува трансплантација на кожа, и уште 10 на пациенти кои биле полесни, ама сепак имале трансплантација на кожа. Еве 30 на случаи, тоа се 7-8 случаи годишно. Од целиот овој период ние во странство 21-24 само 2 пациенти имаме испратено на лекување, 2 во Пирогов. Од 2017 до сега Фондот за здравствено осигурување има платено лекување во странство за вкупно 5 пациенти со тешки изгореници. Значи, сакам да кажам дека ова не е нешто што
масовно се спорам за тешки изгореници. Што се случува туку е патологија, дај Боже така да остане, пошто разбира, да. изгорениците се резултат на несреќи, не се резултат на болести, да немаме ние многу изгореници. Значи, и ние и да имаме центар за изгореници, ви го планирале во еден таков обем. Имаше многу критики, еве, не бигјава, ги праќаме луѓето во странство. Велеа, еве, Ниш и Варна згрижиле луѓе. Да, а биле помали градови од Скопје. Биле помали градови од Скопје. Ниш згрижи 3 поведени, Варна згрижи 3 поведени. Значи, не згрижа 100 поведени, не згрижа ни 50 поведени. Значи, главниот товар пак ние си го... Одговорно тврдам дека болниците кои останаа во вториот ниво да се грижат за поведените, Свети Наум 8 септември клиничкиот центар, во ниеден момент не беа под 10 пациенти, средно тешки и тешки. Ние се уште имаме пациенти на нега во тие болници. Да ги спомнам и двете приватни болници, каде мислам дека се уште има пациенти на интензивна нега, Филип II Илијан Митев и Аџи Бадем Систина. Значи, кога се спомнува еве и болницата што најмногу пациенти прифати, ми се чини клиничкиот центар Србија во Белград, не прими повеќе пациенти отколку што прими клиничкиот центар во Скопје. ВМА има вкупен капацитет за 20 изгореници. Што е, ВМА е позната по... Да, грците примеа десетина поведени, никој не кажа дека во 4 болници ги сместија. Во Попов Николај во Солун, каде што беа испратени првите поведени, во 3 војни болници. Значи, повеќето болници надвор од соседите, значи Бугарија функционира слично како кај нас. И Србија прифатија поголем број на болниците, прифатија 1, 2, 3, максимум 6 пациенти, зборам за една Турција, например, која во Анкара прифати 6 пациенти. Значи, станува збор за специализирани центри кои секако не се планирани за масовни катастрофи. И затоа постои европскиот механизам за итности. Кој што како се вика тоа, го ангажиравме итно. Навистина брз. Значи, вака, во основа, бидејќи рано утрината веќе премиерот и неколку министри беа на лице место и комуницира веќе со странски држави, во рана фаза беше донесена одлука да побараме помош од страна. Зошто во рана фаза се донесе една таква одлука? Обемот на трагедијата беше непознат. Не се знаеше колку се поведени ќе имаме. Ние во понеделникот, значи, после првата фаза на згрижување имавме 20 нови поведени. Четвртиот ден после несеката имавме 6 нови згрижувања во болница. Значи, во еден момент кога не знаете каков е обемот на катастрофата, повикувате помош. Во овој случај помошта сама се јави и морам да кажам пред било какви европски механизми. Први се јавија соседите. Што им служи на чест апсолутно, Бугарија, да. Грција, Турција, Србија. А потоа се УА и други земји. Морам да кажам дека брзината на реакцијата беше заснована на реакцијата на соседите. Кога видовме ние, првиот ден беа пренесени 45 пациенти, кога видовме дека и таа бројка понатаму расте, бидејќи ние на местото на тие 45 пациенти примивме нови 45 пациенти. Тука во Скопје. И се донесе одлука сите пациенти од Кочани и од Штип да се повлечат во трите центри во Скопје, каде што има поголемо искуство во третман на изгореници, за да бидат сите соодветно згрижени. И таа реакција во првиот ден, мислам дека ќе се изучува, беше навремена, бидејќи неја во помалку од 12 часа од несреќата, веќе почнавме, го реализиравме првиот транспорт за Грција, за Папа Николау, а понатаму следаа транспортите за Бугарија и Србија, кои се реализира исклучиво благодарејќи
тоа што они мобилизира, и Турција да не ја заборам, мобилизира нивни авиони и нивни возила за итна помош. Ние продолживме со пренесувањето, бидејќи и вториот ден беше нејасно колку пациенти, колку повредени ќе се влошуваат, како ќе се манифестира токсичноста, повредите на дишните патишта. Многу непознаници додека трае воопшто и кога имате толку непознаници, не се лупате во град и викате јас сам можам, туку гледате да ви помогнат сите добронамерници. И мислам дека во тоа не сгрешивме. Втората работа што се направи да се поканија лекарски тимови во Македонија. Бидејќи повторно сме третирале по 6-7 изгореници годишно, не сме третирале волкав број на пациенти одеднаш, и морам да кажам дека во добар дел од специјализираните центри ово се војни болници. Бидејќи војската, односно војната е една од како се генерираат овие повреди со изгореници. И тука велат, извините што ја прекинувам, дека израелскиот тим чудо правил. Вака, прво да почнем со тие први што дојда. Први дојдоа во неделата од Војно-медицинската академија од Белград. Тие дојдоа со првите брзи помоши кои пристигна. Значи, од Србија имаше авион и 5 возила, 3 од Белград, 2 од Ниш. Тие ги оставија тимот од 6 луѓе тука, брзите помоши се вратија со пациенти назад. Авионот бугарски стигна предходно и брзите помоши, меѓутоа они не испратија тим веднашка, пошто и не побаравме тим. Вториот тим кој пристигна после тоа е тимот од Чешка, од Прага, од Војно-медицинската академија во Прага. Ево како куризитет да кажам дека двата тима ги водеа полковници. Значи воени офицери, доктори. Вуковиќ, ако добро се сеќам, Раде Вуковиќ, и Дележа од полковник Дележа од Чешка. За тие што имат комуникација со војска, знаат дека во војна болница полковник е веќе висок ранг. И трети дојдоа, откако веќе беа Војна медицинска академија Белград беа во 8 септември, честите беа на клиниката за пластична хирургија, пристигна израелците со цели 3 тима. Тоа беше мешан тим од неколку болници, имаше и пластична хирургија, и анестезиолози, и медицински сестри, што ни помогна да го намалиме товарот на нашиот кадар поради брзите ротации и потребата од 24 часовна нега. Ово се пациенти кои повредени кои барат интензивна нега. Меѓутоа, очигледно дека Израел, ето го призна и честите, дека искуството и напредокот што го имат направено во третман на изгореници е далеку над тоа што другите земји го прават. И честите не се за подценување, имат сериозен центар за изгореници со искуство на овој тим од Авганистан. Повторно се војни искуства. Но Израел, заради специфичноста на географијата и на војната ситуација, на политиката таму, и они сериозно помогна и да направиме проценка. Да споменам дека имаше белгиски тим и хрватски тим, меѓутоа тие беа дојдени само да направат проценка на кои повредени ќе бидат пренесени во Хрватска и во Белгија. Двете земји прифатија, ми се чини по 4, можеби и повеќе сега. Нема држите за збор повредени. Секако помогна, значи, верувајте дека обезбедивме сите повредени дома и сите повредени во странство да бидат третирани најдобро што може. И мислам дека резултатот на тоа се уште го држиме. Дај Боже да остане вака, да сите бидат живи, последиците физички и психички да бидат што помали. За вистина на волјата, морам да кажам дека во втората фаза пренесовме и
пациентки кои има изгореници на лицето, а не беа во тешка состојба поради потребата да соодветно биде третирано лицето, бидејќи Па таму пластична хирургија треба. да, не е тоа само естетика, туку е повеќе од тоа, повеќето поведени беа со изгореници на лицето и на рацете. Па природно е затоа што луѓето се обидувале да се заштитат огинот доаѓаш од горе, да. од горе, не доаѓаш од доле или од страна. Значи направен е максимален напор, мислам дека луѓето што беа ангажирани носеа правилни одлуки, во неделата се пренесува најкритичните случаи. Благодариме многу на колегите во соседните земји кои го примија најголемиот товар и не праша за ништо. Дури кога видовме дека веќе за потешките случаи малку веќе и Бугарија и Србија се прикај со капацитетите, тога се активираше европскиот механизам за итности и мислам дека добро се справивме во управување со состојбата. И сега тука морам да ве прашам. Од една страна, факт е дека добија нашите не само лекари, него воопшто сите медицинските тимови, како се здравствените работници, аплауз што се вели на отворена сцена, иако нашето здравство толку многу е критикувано овде, не од странство, што многумина во првиот момент се исплашија сега во вакви околности, ќе подклекнеме, нема да успееме, се е во расуло, се е во хаос, ние нема да се снајдеме, меѓутоа во критичен момент го положија испитот. Морам да кажам дека бев сведок, јас сум учествувал во претходни кризи од претходното животно и работно искуство. Нели Македонија се сочуваше со војна во соседството, со воен конфликт дома. Сум бил сведок на кризи во други земји. Видов едно ниво на мобилизација која мислам дека во мојот животен век не ја видов. Нема да бидам погрешно сватен, меѓутоа не сеќата се случи сабота ноќе кога сите спијат. Да, во 2:30 наутро факт. Ја често знам да кажам немојте да се разбувате во петок попладне, што не е проблем само во Македонија, е проблем во цел свет, бидејќи од петок до понеделник сите болници функционираат со дежурство. И немаат капацитети за справување, да, имаат капацитети за справување со сообраќајни несреќи, меѓутоа немаат капацитети за справување со 200 пациенти поведени во 3 дена. А особено во сабота према недела во 3 наутро. Да, морам да кажам дека целото здравство беше на нозе. Морам да кажам дека од болници кои не беа вклучени се уа доброволно доктори и сестри. Ова беше прашањето, значи јас го чув тоа дека доаѓале сами и нуделе. Да, значи имаше една спонтаност во реакцијата. Се јавија и веледогери кои ги обезбедија сите можни потребни гази, лекови, се што е потребно. Не дека немаше, ама се ставија на понуда. Имаше доволно крв за првата реакција, многумина се ставија во понуда за крв. Значи имаше неверојатна мобилизација. Да не зборам за ресторани, угостителски објекти кои носеа храна, за доброволци кои носеа вода, бидејќи првиот ден и вториот ден имаше многу пријатели, родители на поведените сопружници кои беа во клиничките центри. Луѓе нудеа станови за сместување, нудеа, значи па и во странство наши луѓе се нудеа да помогнат. Бевме сведоци на една неверојатна спонтана еден изблик на солидарност кој ме ежи апсолутно и мене во моментов и тоа покажа дека македонското општество уште има емпатија, уште знае да сочувствува. Не се само црни вестите, има и нешто добро во тоа општество. Втората работа што сакам да ја нагласам, јас не сум видел никогаш толку добра координација на повеќе ресори. Значи реакцијата во првите денови не беше само, и сега завраќањето не е само акција на Министерството за здравство и на здравствените работници, туку е реакција на Министерството за надворешни работи
Министерството за внатрешни работи во даден момент се вклучи и Министерството за одбрана заради обезбедување на авиони од НАТО. Надвор од соседите, сите други транспорти се направија со достапни авиони, бидејќи се беа по двојца, тројца, четворица, немаше масовни транспорти и не беше едноставно да се најдат И сега тука морам да прашам, баш во овој аспект, бидејќи имаше следно прашање. Колку е компликувано човек кој што се наоѓа во многу сериозна здравствена состојба, практично виси што се вели на меѓу животот и смртта, тој човек треба да биде извлечен од Кочани, од тама каде што е однесен во болница, од тама треба да биде префрлен во Скопје, а потоа сместен на авион или како и да е, и да биде однесен во странство негде. Тоа само по себе е подвиг да се направи. Еве да кажам дека ние само за логистиката ги мобилизиравме сите можни итни помошти и тимови кои ги исполнуваат условите. Значи, во неделата и понеделникот најголем дел од транспортите дали во соседните земји, дали до аеродром се вршеа со болни кои се на респирација, кои се на машини за дишење. Таков транспорт подразбира да има анестезиолог во возилото. Значи, ние во момент имавме ангажирано возилата од клиника за педиатрија, од 8 септември, од Велес, од Куманово, и морам да нагласам дека несебично Жан Митрев и Аџи Бадем Систина ги дадоа нивните 2+3-5 возила со се анестезиолошки тимови да бидат комплетно достапни бесплатно за првите 3 пациенти што ги трансплантиравме за сон беа транспортирани со возило. Со возила беа однесени, не со авион? Со Аџи Бадем Систина. Да, бидејќи беа за сон, да ги однесеме до аеродром, да полет авион попрво ќе стигнат попат, да. Попрво и тука беше исклучително добра координација. Имаше придужба од МВР, затоа го спомнав и МВР. Значи, сите возила на брза помош, дали беа македонски, дали бугарски, дали српски, беа пречекувани, испраќани со полициски возила, за да нема никаков застој во транспортот. За транспортот и во Солун, и во Бугарија, и во Србија беше обезбедено преминување на границата експресно, без идентификации и чекање. Морам да кажам дека сите власти на другите држави ги прифатија пациентите без пасош и лични карти. Ние се обидувавме на почетокот да обезбедиме преку роднините да се обезбедат патни документи за луѓето што беа пренесувани. Меѓутоа во целиот тој хаос не сите може да обезбедат патни документи. Сите тие добија можност да бидат пренесени благодарејќи на државите што прифатија да ги примат беспатни документи. Еден од предизвиците сега за враќањето ќе мора да имат патни листови за да бидат вратени назад. Значи, една сплотеност, едно ниво на координација што ретко се гледа и покажува дека кога сакаме, можеме и тоа како. Знаеме и умееме. Да. И сега тоа сакам да ја прашам. Околу сплотеноста, солидарноста, хуманоста, човечноста, волонтери и така натаму, тоа само по себе зборува многу дека се уште сме нормални и дека се уште сакаме држава, но колку е тешко сето тоа да се организира. Затоа што едно министерство, друго министерство, трето министерство, оваа болница, онаа болница, оној одстранство, овде документи, тоа мора да е еден неверојатен хаос, барем да изгледа. А вие тоа да излезете со програма, конкретна, правилна е, претпоставувам, само по себе чудо. Само покажува дека македонците под притисок подобро функционираат отколку во редовна состојба. Не ваков, меѓутоа би било можеби и добро да не ставаат под притисок. Морам да кажам дека, например, третиот ден на пренесување на луѓето странство настана комплетен хаос заради откажување на летови. Значи, таму имаше цел време директори на неколку клиники кои ја кажуваа, правеа проценка на здравствената состојба на пациентите. Имаше листа на пациенти и листа на болници што се достапни. И нормално најтешките пациенти добија приоритет да бидат први пренесени. Тоа се транспортите во недела и во понеделник. Најтешките во моментот и другите пациенти, како се јавува компликациите, беа третирани соодветно. Првите денови беше полесно затоа што соседните земји испратија своји авиони.
И тоа не беше едноставно. Значи, тоа е комуникација со... Еве, јас комуницирав со ВМА и со нивното Министерство за одбрана. Бидејќи беа војни транспорти, тоа се посебни комуникации и посебни одобрувања. Тоа се ненајавени летови. Меѓутоа, кога помина тоа, кога почна да се работи со изнајмени авиони, имавме чести откажувања. Например, хрватскиот хеликоптер, воен хеликоптер, мислам дека најмалку 6 пати го откажуваше полетувањето од Загреб поради лоши временски услови. Сега, вие имате една листа на итни приоритети кои сте ги ставиле во планот за Хрватска, ама пошто Хрватска неколку пати со дога ги вадите од Хрватска, ги ставате во планот за Италија, а тие што биле планирани за Италија ги симнувате надоле во некој друг нареден транспорт. Тука имаше логистички тензии, условно да кажам, меѓутоа фактот дека сите поведени живи, здрави, пристигна на своите дестинации со машини за дишење, со анестезиолози, транспортирани како што треба, е едно ниво на реакција што јас сум пријатно изненаден. Да, за овие работи и драго ми е што е така, не мораше да се случи ваква трагедија за ние да покажеме дека не бива. Во МВР, имаше кризен штаб во МНР, имавме комуникација постојана, имавме контакт лица за, например, јас ги контактирав и возилата за транспорт што беа достапни од приватните болници, секој имаше распоредено, бевме повеќе луѓе, мислам, од повеќе клиники, дел се грижа за медицинскиот, здравствениот статус на луѓето, дел за логистика, дел за координација, дел за внесување на податоци во европскиот механизам за итност, и мислам дека бевме одлично координирани со целиот тој хаос навидум што постои во земјата и нефункционалност на институциите. Да. Морам да поставам едно прашање кое што не сум сигурен дали е поставено до сега. Имавме 59 починати за жал. Овие лица, тие беа починати на лице место. Не постоеше никаква, некој од нив можеби на време да... Не, 60 починати има со се работени. Да, јас мислам за луѓето во дискотеката. Не, значи, спрема абдукцијските наводи, дел од тие луѓе погинале од стампедото. Има неколку мина такви и детето херој Јован Костадинов, заедно со други незнаени јунаци кои ги замолувам да се јават за да бидат препознаени, признаени. Апсолутно ги излекувале луѓето кои се заглавиле на стампедото, а тоа е на излезната врата од дискотеката. Има ходник, па излезна врата према надвор. И тука имало многу луѓе паднато, заглавено, несвестено, и од тука се излекувани луѓето. Таму се најмалку 20 на луѓе излечени, кои да не биле излечени, најверојатно ќе било кобно, да. Ќе починеле. И остатокот не се починати од изгореници, колку што се сеќам на абдукцијскиот навод, се од задушување. Од задушување. Од отрови, фактички. Од јаглерен моноксид. Меѓутоа, тоа било едноставно тоа. Ме згрозуваше во првите денови оној лошиот дел од македонската нарав, ако смеам да кажам, тоа лицитирање со бројки, несовесни граѓани вадеа 80, 100, јас знам за 120. Видите, ја добива постојано повици, 20 умреле, 4 умреле во странство, толку умреле во странство. Неверојатно. И за после лицитирање, и тоа на вас ви го кажуваат, а вие сте практично... Да, ја викам, веројатно сме многу мокни, која докторите од Загреб, Белград, Софија викат дека има критични пациенти, ама нема починати пациенти. Мислам дека повеќе би сакал да говорам за позитивните херојства што се случија, отколку за избликот на злоба што можевме да го видиме, да. Видиме кои, благодарејќи на социјалните медиуми,
е неконтролиран и може да се пројавува. Така да тоа е тоа, ама ја би сакал повеќе да се фокусирам на позитивните. Искуството, тоа израелските тимови го кажа, мислам дека и вие имавте како телевизија интервју со израелскиот тим. Значи, еден од докторите, представник на Министерството за здравство на Израел, има големо искуство, дека искуството од земјите кои се решиле сами да се справуваат со вакви несеки, имаат значителен број на мртви повеќе на потоа, да. Бидејќи видите еден тешко поведен од изгоеници, бара прилично идеални хигиенски услови, возможни се бактерии, инфекции, стерилна соба, контролиран воздух и така натаму заради високата осетливост на инфекции на кожата и на дишните патишта. Тоа се лежачки пациенти со висок степен на травма, на пневмонија, на запаление на пуќата може да биде фатална. Друго е ние да третираме 100 пациенти во една болница, друго е кога по двојца, тројца вакви пациенти се повторно во специализирани услови. Ние задржавме толку пациенти колку што ние можевме да обезбедиме добри услови за третман, и тоа мислам дополнително заради тоа што се распоредени во над 20 болници е исклучува можноста за меѓусебно инфицирање. Бидејќи тоа е ризикот на интерхоспиталните инфекции. Една сестра се заражи од еден пациент и пренесеше на 20 или лекар. И тоа е добро смислено. Значи, ние обезбедивме да оваа група е толку разбиена да не може да направи една групна интерхоспитална инфекција. Ми се чини во Романија после пожарот таму во дискотеката, скоро сите починати после пожарот се починати повеќе отколку во самиот пожар, се резултат не на повредите, туку на интерхоспитална на болничка инфекција. Да. И рекоа дека направиле грешка тогаш романците кога не го активирале и тој систем за европски, меѓутоа добро, сега тоа е веќе прашање минатото. Околу иднината. Морам да ве прашам, доктор Лазаров беше завчера, зборувавме малку на темата, не малку повеќе. Неговата проценка е, поправете ме се разбира, дека толку многу луѓе кои што здраве Боже ќе се вратат и ќе се лекуваат долго, сето тоа ќе чини страшно многу пари, можеби и милиони. Видите, колку да чини, веќе чини, е второстепенно прашање, првостепенно прашање е здравието. Ние веќе и за други ситуации имаме третмани кои чинат многу. Јас си се повикав на искуството на лекување во странство, да, тоа се долготрајни, комплексни и скапи лекување, меѓутоа не животите се поскапи од се. Ние во ова фаза на солидарност никој не спомнува во моментот трошоци, меѓутоа претпоставам дека после ќе дојде време, сега тоа е реалност. На повредените и нивната капацитет да бидат транспортирани назад во Македонија, верувам дека ќе сакат да бидат и дома луѓето, дека ние можеме да се оспособиме за приемнивни дома. Например, да и овие полесните повредени ќе им требат преврски, и тогаш е наједноставно, наместо да доаѓа на преврски во Скопје, да се организираме преврските да се работат во Кочани. И тоа ќе мора многу набрзо, ако не е веќе во тек работата. Сега заедно со има британски тим од одделот за катастрофи и очекуваме од израелците исто, они посебно говорат за потребата од психосоцијална работа во Кочани и околината. Но таму се веќе испратени, ако не се лажам, доста психолози. Во местата, они предлагат малку подолгоречен план на 1, 2, 3 години, што треба да се направи за да
има зацелување. Да велат дека кај дел децата има анксиозност, веќе има напади, има психолошките има, ја реков, клиниката за психијатрија активна. Потребата да ги вратиме поведените дома е да бидат блиску и со чувството на близина да полесно ги надминуваат психолошките предизвици кои следат. Мислам дека посветеноста е многу висока. Ќе донесеме исправни одлуки, ќе користиме странска експертиза во одлуките, нема што да се срамиме. Тука нас не ни се случуваат такви катастрофи, за да ние црпиме некакво минато искуство и мислам дека од ово ќе излеземе посилни како општество. Добро, но знаете како? Кај нас се случува да направиме нешто добро, а потоа како ќе проаѓа времето да го заборавиме. Сигурен сум дека во овој случај тоа нема да биде така, меѓутоа бидејќи зборуваме за долготрајни лекувања. И физички и психолошки, како да се нарекуваат, кои што често пати ќе бидат и скапо. Тука ќе има физикална терапија, и тоа плюс. Тука ќе има проблеми со контактури, со грчеви, со многу работа има од сите по линија. Така, и имате семејства кои што сакале некиле ќе мора да им бидат посветени на своите роднини кои што се лекуваат, ќе имате луѓе кои што ќе се наоѓаат во ситуација, еве сега знам Црвениот крст даде пари, државата одвојува, меѓутоа имаме ли ние како да кажам кондиција економска тоа да го издржиме. Колку и да звучи ова сега капиталистички, меѓутоа вие рековте точно, животот е поскап од се, но ако тоа трае долго време. Вака, сега одам на друга тема. И го имам комуницирано тоа, буџетот на Фондот за здравствено осигурување 25-та во однос на почетниот буџет 24-та е зголемен за 7 милиарди. И изнесо сега рекордни 53 милиарди денари. Колку е тоа во евра? Па околу 800, не. Така, околу 800 милиони. И повеќе. И повеќе. Да. Ние само 100 милиони евра го зголемивме финансирањето, тие 7 милиарди, зголемување 6 милиарди во јавно здравствено сектор. Другото ќе биде наменето за примерна пракса, матични доктори, стоматолози, гинеколози, за рехабилитации, за зголемување на позитивната листа. Има јасна политичка волја во ова влада дека ние мора во здравството да испорачаме. Дел од проблемите се финансиски, барат финансиски решења, дел од проблемите се организацијски структурни, барат поинакви решења. Има стратегија и за тоа. Ние ги изголемивме финансирањата во сите сегменти. Сите пациенти со мултипла склероза треба да бидат згрижени на сметка на државата. Повеќе кратно е зголемен буџетот за онкологија, кој е критичен неколку... Па тамо имавме катастрофални ситуации сега да збориме. Неколку години. Нема подрачје каде што немаме направено исчекор во финансирањето и може би тоа е и полесниот дел, морам да кажам, мене финансиите во овој момент не ме плашат. Туку? Ние се движиме по инерција. 30 години во здравството нема направено битна промена. Центар за изгоеници е исто предизвик како центар за гангрени и покрај политичката одлука од претходната влада тоа да биде во Кочани во општата болница. Навистина тоа. Пошто има слободни капацитети. Чудна случајност, добро. То не функционира и сега тие пациенти се ротираат меѓу 4 клиники во Скопје, што не е никакво решение, пошто збориме за високоинфективни пациенти. Имаме повеќе такви ситуации каде што работите се движат по инерција. И јасно е отсуството на стратегија и како да се постават работите. Онкологија исто така еден пример. Бројот на пациенти расте со некој темп од 5 до 7% годишно, пациентите живеат подолго, дај Боже, уште подолго, а таа онкологија е истата од 30 години. Направени се неуспешни обиди
со 8 септември, Штип и Битола. Тетово има многу посветени доктори, нема буџет. Добро, господине Клековски, ние ги знаеме проблемите. Јас ве прашувам сега, имаме ли стратегија? Се создавали? Имаме креирали? стратегии, секојаш има, извини. Добро, стратегија која што е изводлива, која што е стварлива. Тоа ме интересира мене. Волја треба. Волја прво ние самите да се промениме. Значи, ако говоря во една друга емисија за дали ово ќе доведе до општествена промена. Сега за сега поддршката е многу висока затоа што не дошла промената до мене, до тебе. Така. Туку е за некој друг. Па тогаш поздравуваш од страна. Да. Ама сега кога ќе видиме овие закачените ливчиња од инспекцијските органи во нашите згради кај што живееме, за нашите недостатоци на противпожарна заштита, ќе се прашам. Значи, стратегии не недостасуваат, ја одговорно тврдам и пари не недостасуваат. А недостасува волја да се промениме, а вака веќе не може. Дефинитивно. Не зборам за трагедијата. По здравството, значи вака веќе не може, бидејќи ние го зголемуваме финансирањето, а незадоволството од услугите станува високо. Значи ние мораме да се промениме и секој од нас мора да се промени. И почетокот е на промената дека ќе мора повеќе да се работи. Понапорно да се работи и да се барат решенија. Мене ми беше несватливо кога дојдов на позицијата директор во фондот, дека горе-доле 10 децении шајка не е закована. Без да наведам моите претходни колеги. Па добро, ако реалноста таа подобро да се каже, да се соопшти. Да. Немојте и вашиот наследник да го каже истото, тоа ми е збор. Нема, еве еден банален пример кој го решивме. 1400 затвореници во Македонија нема здравствено осигурување. Затоа што бројот на осигуреници, уплатата за осигурање не се прокопува заради честите промени со излегувања, влегувања, промена на затвор. И како го решите тоа? Дадовме пристап на затворите во наш портал, да може да се ажурира на време и пресметката е достапна автоматски. Сега имаме работна група за подобрување на здравствените услуги во. Значи, кој има волја да се наоѓа решење. Например, 2 комунални предпријатија, Гостива и Виница, нема здравствено осигурување 20 години. И луѓето не биле осигурени? Не, се уште не се осигурени. Работиме на тоа, пошто имале долгови, кои не се решиле, им го исклучиле од здравственото осигурување и секој се снаоѓа како знае и уме. Значи, ние имаме еден куп такви решенија, има, не може да нема решенија. Ама никој не бил спремен да седне да работи. Или банално, во дворот на подрачната служба во Скопје, на мојата прва посета, првата што ја посетив беше нормално најголемата подрачна служба, во дворот имаше околу 100 колички инвалидски, кои се вратени од корисниците, кои ги користат во домашни услови. После 2 тие се на ревес. Ги користите, ги враќате, да? После 2 употреби тие се сметат амортизирани и остануваат тука. И седа така. Установивме дека еден дел се употребливи, се поправија, ги презема 8 септември за нивно користење. Тоа што не можеше да се поправи, се однесе на отпад. И тоа е тоа. Да. Добро, каква е таа ношалантност со која што да не ја спомнам Голда Меир, ја спомнав пред некој ден, која што нели рекла обезбедете за војската, за наставниците и докторите големи плати, обезбедете им услови за работа ако сакате држава. Каква е таа ношалантност со која што ние сме се однесувале толку време према круцијалниот дел од нашиот систем? Без здравство сите сме заглавени. Нема човек што нема да дојде еден ден во болница. Не, работите се решавале адхок. Пукале на хирург во скопските клиники и министерот бил хирург и се согласиле да им ги зголемат дежурствата. Не платите дежурствата, така било полесно. Адхок се правеле работи кои не водат кон одржливи решенија. Јас, ако ја зборев за Центар за изгореници, реков, ќе се процени што е подобро да се работуваме со Пирогов и Папа Николау, кои се на 3 сати возење од Скопје, или да одржуваме наш центар за изгореници, земајќи го во обзир многу малиот број на
тешки изгореници. Ја реков, ќе се процени, затоа што решението мора да е одржливо. Вие не може да држите објект кој не се користи. Не може да држите лекари кои не се користат. Или не се користат доволно. Хирург е добар хирург ако има голем број на интервенции во текот на годината, бидејќи треба да го практикувате. Се разбира. Како вие што треба да имате редовна Така е, емисија, се губи рутина, се губи се. Значи, ја не можам да го разберам тој степен на отсуство на политичка волја и желба да се сработи нешто години наназад. Може би дел од проблемот што и во Министерството за здравство и во Фондот за здравство директорите, министрите се менувани релативно често. Да. Ретко која не можев да најдам пример да има еден министер или еден директор да биле цел мандат. И тој додека да почне да ја прави својата стратегија, па да ја применува. Например, искуството од Србија велат дека најголемите постигнувања во здравството во Србија се направени пред Вучич, кога министер бил еден човек што бил 8 години министер. Не бил совршен министер, ама бил доволно долго за да ги спроведе, да ја свати целата да ги тежина. спроведе промените што сега ние сакаме да ги спроведеме со клиничкиот центар и регионализацијата. Па ќе биде ли тоа? Ама мора да го биде. Значи, Колку ќе ми кажете клинички центар, мене коса ми се крива. Кај нас клинички центар автоматски тоа значи некој ќе го прави во Ѓорче, некој ќе прави во не знам што, некој има план, ама ќе го пропасти, ме потсетува на гужва на ондека на водно. Не, значи тоа во основа клинички центар не е зграда. Да, се разбира, луѓе е зграда, ама не е зграда. Доктори. Клинички центар е функционална поврзаност. Така. Како различните тимови ќе се работуваат меѓу себе. За да имаме успешен центар за трансплантација на бубрези, неопходна е соработка на нефрози и урози. Сега се две посебни клиники. Или пак неопходно ни е заеднички служби во полн капацитет. За успешен клинички центар нас ни треба одлични технички сервиси внатре и одлични финансиски сервиси. Не треба дигитализација, значи не треба одличен IT. Ако ние останеме се уште на хартиени документации и температурни листи и никаква евиденција на потрошувачка на лекови нема да ме. И матичен лекар кој што мора половина час да пишува нешто. И морам да кажам, све е до лидерството. Јас го спомнав еднашка претходно, болници кои се поставени исправно пред 50 на години, кога се формирани, и денеска се солидни и имат споредливи резултати. Еве, 50 години клиника за нефрологија неодамна се одбележуваше. Затоа што биле поставени на здрави основи, се разбира. Значи, првата хемодиализа во Скопје, во Македонија, направена само 15 години после 15 години после првата диализа во Холандија, а првата трансплантација на бубрек е направена 77 ако добро паметам. Сега на многуминак им звучи чудно. Далечната 77 само 20 на децени после првата трансплантација во Америка е направена. Значи, ние не заостануваме стручно, научно во сегменти кај што работите биле поставени како што треба. Имаме за жал болници кај што или клиники кај што работите во старт не биле поставени како што треба и сега терцијарно здравство се занимава со секундарни не би требало, јасно. Работи, а тоа треба да го прават Штип, Битола, Охрид, Тетово, а не клинички центар во Скопје. И јас затоа велам, дај прво ние да ги направиме регионалните болници како што треба, пошто се поблиску до пациентите. Се разбира. И не може Скопје да прима баш се. Да ги направиме патоказите на движење, да видиме кои ќе бидат компетентностите на секоја болница, што ќе се третира во Битова, што во Штип, што во Тетово, што во Охрид, и во основа на тоа да направиме што ни треба нас во Скопје. Земајќи во обзир дека имаме два одлични капацитети, 8 септември и Свети Наум Охридски, секако и Чари Козле,
и како тоа да го поврзиме во нешто многу пофункционално. Значи, треба една хоризонтална комуникација и затоа толку неколку пати истакнував координацијата меѓу различни институции, што беше неверојатна за време на кризата. Јас верувам дека политичка волја има. Верувам дека добар дел од луѓето се свесни дека не здравството, туку Македонија вака како што е неодржлива, и дека мора да промениме, и промените почнуваат од нас, не од себе, не почнуваат од друг. И јас сум посветен на тоа, мислам дека и гледам и многу луѓе. Мислам дека еднаш кога го напишав, кога влегов во Фондот за здравствено осигурање, сите ме праша донесе ли своји луѓе. Стандард, да. Морам да кажам дека ја немам ни еден надворешен соработник донесен во фондот, затоа што испадна точно на другото. Повеќе луѓе ми викаат, Сашо, добри работници секаде има. Честни работници секаде има. Само треба да им се даде шанса. А луѓето по природа сака да работат. Добро, има дел од луѓето што се мрзливи и сакат помалку да работат. Има луѓе што повеќе знаат, луѓе што помалку знаат. Јас имав комплетна доверба да ги поставиме секторските директори и другите по наше наоѓање по мерит систем, што би рекле, што би добиле најдобри можни резултати во фондот. И фондот е една институција која пред 15 на години, ако не е повеќе, веќе 20 на години можеби, е добро поставена. Нека да го пофолам. Фондот има толку добар IT систем, да истиот систем се е во употреба во Хрватскиот фонд, што ќе звучи неверојатно. Ова е чудна информација, да. Во моето на само понижување што си го правиме, не би гјава за ово, не би гјава за тоа. Еве да кажам дека една земја која има 5 пати поголем фонд од Македонија во пари, се одлучи да го преземе нашиот систем. Значи има паметни луѓе, има вредни луѓе, треба да им се даде шанса, треба да има политичка волја за тоа и мислам дека таа постои. И треба напорно да се работи. Тоа што со претходната власт падна работната етика и дисциплина многу, што беше нормално 20% од персоналот да е на боледување, што беше нормално доктори да не доаѓаат на работа или да си одат во 12 часот. Нема што се влоши со короната заради нефункционалноста што се случи на добар дел здравствените установи тогаш. Не е едноставно, ама ние мораме да го вратиме моралот и работната етика назад. Без напорна работа не може ништо да се смени. Ви посакувам среќа во тоа, господине Клековски. Само една информација да кажам. Министерот за здравството Навари денеска рече во една друга емисија дека неколку здравски земји се понудиле за рехабилитација на дел од повредените пациенти, што е добро, ќе видиме дали тоа ќе може да се оствари. За најтешко повредените се работи. Но морам да ве прашам, и ова е последно прашање за вечерва. За време на короната ни се деси една катастрофа, како таква, со короната, меѓутоа нус катастрофа беше додека траеше тој хаос, многу пациенти кои што немаа врска со короната како таква настрада затоа што во тој хаос немаше операции, немаше. Добро го потегна тоа прашање, но прашањето беше дека ако ние се нафатиме со 200 како се снајдовме со тоа? Тоа ме интересира. Итни пациенти, ако се земе во обзир дека се тоа високоризични пациенти за болнички инфекции, што значи голем ризик од загадување на операционите сали, ние брзо се реорганизиравме и хируршкиот блок во клиничкиот центар беше брзо ставен во употреба и прв приоритет беше да се стават во програма онколошките пациенти, бидејќи на крај нели ние не може цело внимание само на една работа да биде, а да дозволиме големи групи други пациенти да страдат и такви грешки не сме да ни се. Мислам дека после неколку дена веќе се воспостави редовната
програма, приоритет добија онколошките за да се надоместат тие 4-5 дена доцнење што ни се случи во програмата, а потоа почна да се прифаќаат и пациентите што може да се елективни, што може да се планираат во различни периоди. Мислам дека тука не се занемари никој. Не ги оштетивме интензивните неги на другите одели, например на кардиологија или на други клиники, бидејќи, например, во Белград во еден момент и кардиологија беше интензивната нега ангажирана за справување со проблемот. Ние тој дел го успеавме интактен да го зачуваме. Пошто мораме да мислиме на сите граѓани, на сите осигуреници, на сите да не бидат занемарени заради оваа трагедија. Мислам дека брзо се консолидира. Имате тешка обврска пред вас и понатаму. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека слушнавте многу важни информации од директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Утре во 15 часот ќе можете да погледнете репризното издание. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.